е посветен на исчекување на воскресението, суштината на христијанската вера. Мирјана Давидовска и вечерва е пред соборниот храм, таму ќе биде централната прослава за Христовото воскресение за некои 4 часа. Мими, како течат подготовките? Маријан, добро вечер, и можам да кажам дека веќе се е подготвено овде во соборниот храм, каде што ќе биде централното одбележување на најрадосниот православен празник Великден. Вечерва овде во соборниот храм со почеток во 23 часот и 30 минути со оној вход околу црквата, 3 пати кои што ќе кружат заедно сите верници со свештениците, пошто ќе биде обзнанено и Христовото воскресение, а потоа во црквата ќе се одржи утрената литургија, пошто сите верници кои што постеле изминатите денови ќе може да земат и од светата причест. Како што споменав, вечерва службата започнува околу 23 часот, но верници можеме да забележиме уште во овој момент како доаѓаат во храмот за да запалат свеќа, да се протнат под плаштеницата која што е поставена и која што го символизира гробот на Исус Христос, но и секако да остават и по некое бојадисано црвено јајце, кое што всушност го символизира и воскресението Христово. Вечерва, како и секоја година, впрочем, се очекува голем број верници да го исполнат дворот на соборниот храм и да присуствуваат на вечерната богослужба. Го слушнавме посланието на архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, традиционално, кој што се обраќа за секој Великден со пораки до сите верници, но и до сите граѓани. Овој пат во своето послание тој се осврна и на најстрашната, можам да кажам, трагедија која што се случи во нашата земја, по која што загина многу млади животи. Во продолжение го слушаме посланието на господин Стефан. Христос воскресна и ја победи смртта. Христос воскресна и животот се зацари. Христос воскресна и ги отвори портите на рајот. И макар што, живеејќи во овој свет, обкружени од чести трагедии, немири, пустошења и најразлични зла, сепак знаеме дека сето тоа е само привремено и дека ќе отстапи пред незаодливата светлина и дека преизобилната пасхална радост ќе восторжествува. Оттаму, во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да се воскреснеме со Него. Затоа, покажувајќи се синови на светлината и синови на денот, да ја подражаваме безграничната Христова љубов, со која што Тој не возлюби, та и во овие светли дни на Христовото воскресение, благодата на воскреснатиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите нас. Честитајќи ви го празникот над празниците на сите верни чеда на Мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Марија, ние остануваме во соборниот храм да го проследиме прогласувањето на Воскресението Христово, но наша екипа ќе има и во католичкиот храм, бидејќи оваа година на ист датум сите христијани заеднички го прославуваат Великден. Сето ова како извештај ќе го пренесеме во утрешните информативни изданија. Благодарам, Мирјана Давидовска од пред соборниот храм.